Луѓето, а и автохтоното население во Македонија со големо воодушевување го прифати доаѓањето на чат GPT и ова нова програма, односно софтверна вештачка интелигенција, се повеќе го предизвикуваше љубопитството на луѓето и на младите да истражуваат до каде се границите и можностите на новиот софтвер на вештачката интелигенција и каде се тој може да се примени, односно да му помогне на човекот. Сепак, критиките на новите софтвери на вештачката интелигенција, кои што се пременуваат директно во комуникацијата, исто така претрпеа и критики од страна на стручната фела во област на социологијата или комуникологијата, истакнувајќи како критика дека практично овие нови форми на комуникација кои што се создаваат под влијание на вештачката интелигенција значително ќе ја сменат комуникацијата и секако ќе предизвикаат уште еден нов феномен, односно појасна манифестација на феноменот на отуѓување, алиенација, меѓусебна и секако тоа не само што ќе има последици врз самиот социјален живот на човекот, туку и врз неговата автоперцепција. За сите овие аспекти и за тоа дали вештачката интелигенција има само негативни последици или сепак има и некои предности и до каде треба да ја внесеме и користиме вештачката интелигенција, денеска зборувам со комуникологот Татјана Гогоска и одговараме на низа прашања. Останете со нас и проследете го нашиот разговор. Татјана, ти благодарам што прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Како искусен комуниколог, денеска те повикав да говориме на тема нови комуникацијски облици и комуникацијски навики кои што ги стакнуваат децата и младите, па еве и возрастните, како резултат на внесувањето на алатките на вештачка интелигенција во нашата секојдневна комуникација. За почетокот би сакала малку повеќе да ги анализираме токму децата и младите. Мислам дека тие се она категорија каде што најмногу може да се согледаат поредоците, новите поредоци кои што се најавуваат и промените, колку децата што еве поминуваат подолго време или на интернетот, комуницираат повеќе преку телефони и други средства, да кажам, за комуницирање, имаат последици во однос на нивната врсничка социјализација, односно колку тоа ја го менува контекстот на комуникација во кој што се наоѓаат и дали е тоа штетно или можеби има и позитивни импликации? Така, многу прашања во едно. Најнапред ти благодарам што ме покани. Навистина, комуникацијата на децата, младите во секој облик ми е мене предизвик. Всушност и тоа ми беше и магистерскиот труд и цело време и во работата, во текот на работата, во медиумите, јас секако заврти, јас децата и младите ми се во фокусот, односно комуникацијата, нивната комуникација. Со оглед на тоа што ние секојдневно комуницираме, еве ние денес убаво комуницираме и многу ми е мило што ја запознав вашата емисија Мојот збор, навистина изгледав неколку емисии. И ние комуницираме, луѓето постојано комуницираат за да живеат. Значи, комуникацијата е таа која што го тера општеството да обстојува во секоја форма. Луѓето комуницираат меѓу себе, комуницираат со животните, со тревата, со самите себе комуницираат, нели? Меѓутоа, она што сега нас ни се наметнува како прашање, никако како проблем, туку како предизвик во новите технологии, се интернетот и софтверската, односно комуникација преку вештачката интелигенција. Јас сакам овој разговор и она што ние и по телефон, кога се договаравме, да кажам, да го демистифицираме малку тој дел, да не сметаме дека вау, сега тоа е нешто што готово нас ќе не обземе, децата ќе ги обземе. Значи, мора да се демистифицира со тоа што поимот вештачка интелигенција многу почна често да се употребува, а всушност вештачката интелигенција е создадена преку софтверските решенија од човекот. Сега, како понатаму тоа ние, човекот, односно луѓето, тоа ќе го примаат, како ќе го модифицираат, до кој степен ќе му дозволат да го креира и дизајнира нивниот живот, тоа веќе повторно останува на луѓето. Сега да се вратиме на во оној дел на децата и на младите, да.
Врсничката комуникација кај децата и кај младите, значи цело време ќе зборувам деца и млади, децата и младите е многу потребна, односно неопходна за здравото растење на една секоја поединка од дете, младинец, возрасен човек и понатаму корисен член на општеството. Таа врсничка комуникација, предностите е на неколку нивоа. Значи, врсничка комуникација во семејството, во училиштето, во вонучилишните активности, во играта пред зграда, што многу малку веќе ја има, која што е замената во игрите, односно во комуникацијата на децата, на младите со интернет алатките и со сето она што тие го пружат. Меѓутоа, некој има во светски рамки има два вида на комуниколози кои што едните сметат априори дека нема ништо добро во таа комуникација, а некои што сметаат дека сепак има позитивни страни кои што треба да ги видиме и треба во таа насока да ги користиме. Значи, децата се подложни на примање на се што е ново. И во однос на 2009 година, која што веќе од оваа перспектива е многу далеко, пред 14 години, кога јас го вршев истражувањето за развој на емоциите кај децата од 5 до 11 години под влијание на телевизијата, мојата прва реченица во трудот, имам и книга, е телевизијата е најмоќен медиум. Сега, се уште беше, меѓутоа веќе не е. Мислам, тоа е факт. Веќе не е затоа што интернетот во сите форми, затоа што не е интернетот, значи почна со мейл адреси, со месенџер, па преиде во едно, па преиде во друго, па преиде во трето и сега веќе за да оставиме малку и за покасно, што ќе откриеме, што може, нели, што го опфаќа целиот тој спектар на комуникација, софтверска, интернет комуникација и како таа влие на децата. И конкретно, одговор на она ваше прашање, непосредната комуникација, врсничката комуникација е незаменлива комуникација во растењето на децата и младите. Само со врсниците, децата и младите се своји, само со нив може да го кажат она што треба да го кажат, само со разговор непосреден може да се изградат така како што треба да се изградат, да се решат своји дилеми. Меѓутоа, нели, сега наметнатото време како позитивно да го искористиме. Ми се чини не само во личностниот развој и во развојот, односно градењето на идентитетот, врсничката група и социализацијата помеѓу врсниците е многу важна, а така како што кажавте и вие се постигнува преку непосредната комуникација со врсниците, меѓутоа она што исто така го забележувам помеѓу младите, тоа е може моја тесно поле на евиденција, меѓутоа еве тука сме да го предискутираме, често користат софтверски алатки кои што се од вештачка интелигенција, например за пишување на ученички состави или се консултираат за некој проблем кој што го имаат за да им го реши самиот софтвер на вештачка интелигенција. Како да гледаме на тоа? Дали присуството на софтверот на вештачка интелигенција во когнитивниот развој на децата практично го спречува процесот на учење или можеби тоа е и на некој начин добро затоа што имаме едно помошно средство со кое што можеме да се консултираме во момент кога имаме проблем и кога треба да научиме како да дадеме решение. Вака сега, во однос на когнитивниот развој и сознајниот развој, не може вештачката интелигенција да влие на возрастните, да речеме. Сега ние сме осознаени, го знаеме светот, знаеме како функционира, ги познаваме работите и тогаш вештачката интелигенција може несвесно, меѓутоа свесно не може да влие. Кај децата и кај младите е малку поразлично, затоа што тие не се осознаени. Значи, по нивната психолошка, емотивна, нели развиеност, социјална, тие не се комплетно осознаени и сега вештачката интелигенција им морам да кажам дека не се сите млади и деца опфатени кај нас во наше општество, многу мал број деца што имаат пристап до софтверски решенија од овој тип што ти ги спомена. Меѓутоа тие што се повеќе ги прифаќаат како љубопитство. Зошто? Например, јас можам и после да ви дадам да се сними тоа, ми испратија професор по вештачка интелигенција, ми испрати два лика кои што еден студент ги создал со софтвер кои што не постојат. Значи, системот е ово, имате софтвер, ама знаете да го работите, вие сте
доволно осознаена млада личност. Кај децата е тоа тешко, меѓутоа кај младите веќе што се средна школа, на факултет, тие знаат тоа. И сега, кој е системот? Младиот човек не разговара со, и тоа е тука отогеноста, не разговара, сега да речеме ликовно, сега треба да нацрта замислен лик, да речеме, од некаде. Се тој не се мачи, нели, не го замислува, туку вика, сакам лик со кафеави очи, црна долга коса, нели, испакна нос, не знам што, и софтверот го слуша, вештачката интелигенција, машината го слуша и му создава таков лик. И сега нему му е тоа интересно. Или јас пред една година се сретнав со ситуација кога на еден вебсайт, странски вебсайт, пишуваат книги за 2 сати. Значи, јас викам, како е можно тоа? Значи, има софтвер, и тој софтвер на големо работи, да речеме, ама во некои други општества, може би кај нас поединци го користат, каже, сакам книга приказна од 135 страни, во која што двајца млади се сретнуваат во парк, се случуваат некои работи, после тоа тој заминува, таа заминува, се сретнуваат после 10 години. Верувајте дека за 2 сати книгата е напишана, софтверот ја пишува. Значи, тоа е оној дел кој што вештачката интелигенција создадена од човек, несвесно го вклопува младиот човек во еден нов свет. Затоа што когнитивно, сознано не може да влијаат во обичниот свет. Меѓутоа во сајбер светот, во кибер светот, во тој свет може да влијаат. Сега, ние мора да работиме постојано, мислам дека и во училиштата, еве јас ги посетувам училиштата, некои обуки за медиумска писменост правиме со наставници, со деца и така, развој на медиумска култура, сето тоа е, нели, во тој дел. Мора да се разговара, мора да се демистифицира, затоа што поривот на човештвото кон вештачката интелигенција, кон машините кои што изигруваат Бог, нели, тие знаат све и тие сега нас ке не контролираат. Не контролираат, ама на несвесно ниво. Во свесното, сознајното, во овој свет не може да не контролира. И затоа возрастните се тие што треба, нели, да ги насочуваат децата и младите. Што од тоа е позитивно, па ќе го примаат, затоа се создаваат на интернети лажни профили, лажни личности, лажни ликови, сето тоа и се злоупотребуваат. Меѓутоа во тој свет се злоупотребуваат, во тој сајбер свет, во овој осознениот свет не може да злоупотребува на свесно ниво. Тие се тие работи кои што многу е тенка линијата, нели? Меѓутоа треба да се зборува за ова и треба да се демистифицира. Јас сега малку прогуглав и по Википедија и по све, вештачката интелигенција, нели, предизвики на општеството што од античко време. Да кажеме уште бронзениот човек, Хефес, па да кажеме почетокот на 20 век Франкенштајн, па на периоди секогаш има, нели, вау, меѓутоа има во тие софтверски решенија за создавање на вештачка интелигенција има и позитивни работи кои што на сознајно ниво човекот треба да ги користи за, нели, олеснување на животот, сознавање на многу работи. Меѓутоа, затоа веламе многу тенка линијата, меѓутоа треба да се зборува за да се сето тоа демистифицира. Татјана, во вашите одговори често пати спомнувате и апелирате на тоа дека треба да се демистифицира вештачката интелигенција, односно да дозволиме, нели, да ги запознаеме сите предности и недостатоци на употребата на вештачката интелигенција, особено во процесот на комуникација. И тоа е моето следно прашање. Имам некаков впечаток, тоа е мојот личен впечаток што ќе го споделам, дека луѓето имаат страф од вештачката интелигенција, како што рековте, мислиме дека тоа се некои машини, некои роботи, андроиди кои што ќе не субституираат целосно како човештво. Дали тоа е некој страф од непознатото, кој што се јавува и негативните карактеристики и настроенија што ги имаме кон вештачката интелигенција, и еве дали можеме да наброиме некои позитивни страни од употреба на вештачката интелигенција во комуникација кај децата и младите? Ние на некој начин
веќе со овие софтвери, да кажеме, на социјални медиуми, на Microsoft, на тој систем, ние сите сме влезени на некакво си несвесно влијание на софтверите, односно на вештачката интелигенција. Тие корпорации кои што го создаваат тоа и кои што ние секојдневно нели го користиме, јас верувам дека еве податок како они уствари нас не злоупотребуваат, не контролираат, туку начин не го употребува нашето несвесно, зборам нашето за сите луѓе, а за децата и младите сепак поизразено, поготово за младите кои што се поподложни на постојана комуникација интернет, за крајниот профит на големите софтверски компании е фактички крајната цел е профитот. Значи за секој наш лајк, за секој наше срце ставено на Вибер, за секој ние сме веќе влезени во тој систем. Еве Google аналитика, пример, Google система. Кажам мој пример, пошто нели најубаво. Минатата година бев на едно пролетно патување во Швајцарија, Германија и кога се вратив, прв пат ми се случи, после неколку дена, вика Google ми пушта порака, нели, преку Samsung ми праќа порака, сте биле на толку места, гледам сите места кои што сум ги посетила. Се буквално, ваму сте биле, таму сте биле, тој датум, тој ова, тој она, сте влегле таму, сте излегле ваму, и мене интересно. Значи, мене ми интересно. И вели вака, дали сакате и понатаму Google да ги следи вашите чекори, или не? Ти дава избор. Мојот несвесен избор во моментот, пошто многу ми беше интересно, а можам да представам на некој млад човек тоа кога ќе ми се случи, јас реков да. За после 3-4 месеци да сватам дека несвесно тие мене уствари ми наметнуваат, нели несвесно, ми ги ја наметнуваат таа вештачка интелигенција создадена преку нивните софтвери, не да ме контролираат, туку да ме не злоупотребуваат, туку да ме употребуваат за некои нивни цели. А главната цел, нели, е, сепак, кажам, профитот. И сега, вештачката интелигенција не треба да се плаши народот од тоа, нити па родителите треба да кажат, леле, ова детето мое цело време на компјутер, ова се обзема од ова. Значи, јас со сето мое познавање на емотивниот развој на децата, ја имам 2 внука, внука ми е скоро 6, внучето е скоро 4. Значи, мојата внука научи сама преку тие клипчиња, научи англиски, перфектно зборува англиски, но сега ќе трне во училиште. Има и, значи, внук ми раскажува за металната топка на Аладин, каков диамант имала, каков свет. Значи, не дека се е лошо, не дека ние децата не може да научат од таа вештачка интелигенција. Меѓутоа, нели, ги тераат уште едно да гледат, поштено да гледат, па сето тоа за нив доаѓа профит. Крајното е профит. Секој клик, секој лайк, секој фолоу, секој прегледување, секој ова, нив во крајна инстанца им носи профит. И затоа тоа е страф од непознато, како што рече на почетокот на прашањето, страф од непознато, и мислам дека навистина луѓето со своите сознанија дека не треба да се плашат, а дека возрастните треба да ги насочуваат и да ги едуцираат младите, и тогаш, нели, нема да има некоја, да кажеме, когнитивна, негативна страна која што може да доведе, нели, до некои многу големи негативни. Најголемиот дел, меѓутоа, претпоставам дека ова ќе биде отугеноста во комуникацијата. Тоа е проблемот. Не дека вештачката интелигенција нас ќе ни кажува сега оди таму или сега оди ваму, или ќе ни ги преземе работните места, или дека не знам што ќе направи, нели, тоа има. Ќе има роботи, ќе има секретари, ќе има све, ќе има ова, па ќе има одлив на работни места. Не тоа. Туку отугеноста во комуникацијата. Затоа што човек е некојаш многу подобро да прави интраперсонална комуникација, се зборува сам со себе, нели, да се преиспитува, ако нема веќе со кој друг, отколку тоа да го споделува со некој софтвер создаден повторно од човек, кој што во моментот му е
предмет на комуникација. Би сакала исто така да ја направиме еве за крај таа аналогија помеѓу возрастните и децата и младите. Мислам дека и на самиот почеток на нашиот разговор некако таа разлика се наметна и ја направивме. Диференцијацијата помеѓу возрастни луѓе кои што веќе имаат изградено комуникацијски навики и деца и млади кои што можеби по наша претпоставка се поподложни на влијанија на дворешни, односно на новите промени кои што доаѓаат со влегувањето и воведот на вештачката интелигенција во комуникацијата. Еве да ги направиме разликите колку еден возрастен човек е подложен на адаптација на вештачката интелигенција и дали е поригиден во однос на комуникацијските навики кои што ги има стекнато и дали можеби вештачката интелигенција пославно некако ќе заврши кај децата и младите и подобро ќе се прифати и ќе се осознае помеѓу нив отколку кај возрастните кои што веќе имаат некој свој свет на комуникација. Дефинитивно е така. Значи, јас кажав, како што спомна и ти, дека во сознајниот свет, во овој наш свет, возрастните се веќе осознаени и изградени. И сега, еве, да разговараме со било кој возрастен човек од 30, 40 и 50 години и да го ставиме пред предизвик, тој да го седне пред една машина со вештачка интелигенција која што може да создаде уметничко дело. Значи, може да создадеш уметничко дело, можеш ти има софтвери кои што ќе кажеш сакам репродукција на Пикасо и он ја создава. Значи, репродукцијата на Пикасо ја создава. Така? Дали тој тоа би го прифатил еднаш може би од љубопитство, меѓутоа сепак има дистанца, затоа што тој е осознаена личност во овој свет, меѓутоа влијанието кај младите, кај децата помалку затоа што се уште па не може тоа толку, меѓутоа младите, зборувам од 16 години до 26-7 години, за нив тоа е предизвик. И сега, меѓутоа предизвик во сајбер светот, во тој кибер свет, и сега тој може да создава лажни профили, тоа му е убаво. Меѓутоа тука е замката кај младите. Тука е таа замка што се појавува затоа што се појавува несвесно отуѓување на младите со врсниците, со семејството, со околината, со све. Затоа што нему таа комуникација со софтвер, со вештачката интелигенција на софтверот му е доволна во тој момент. Дефинитивно е така. Значи, возрастните луѓе, како што веќе спомнавме неколку пати, се осознаени. И во овој свет, значи во реалниот свет, вештачката интелигенција не може да има на нив, нели, свесно влијание или насочување или на некој начин употреба или злоупотреба. На несвесно ниво, како што веќе исто спомнав, дека може, ние несвесно уклучуваме, нели, социјални медиуми, уклучуваме ова, ставаме лајкови, ние со тоа поддржуваме, или мене ми се случило, еве, одам со една пријателка и зборуваме за едно кафуле. Значи, додека дојдовме до канцеларија, нас не стигна на Инстаграм и на Фејсбук по 3 нотификации каде може да го најдеме кафулето. Значи, тоа е веќе не преслушкува некој. Не, значи не. Меѓутоа, софтверот е толку паметен да тој сето тоа што го зборуваш, го и ти го пласира. Меѓутоа, кај младите, поготово оние од 16, 15, 16 години до 26, 27, тие се поподложни, односно се многу подложни, затоа што се и многу љубопитни, а нивната сознајна вредност за реалниот свет не е толку голема, не е дооформена, не е довршена, и тие повеќе се влезени во тој сајбер свет, каде што токму вештачката интелигенција може да ги насочува, да им го дизајнира животот, да ги тера како да размислуваат, нели, и што да, на тој начин што да бараат. Затоа, меѓутоа, треба да престанеме стварно да се плашиме од тоа, туку да погледнеме, нели, со широко отворени очи. Тоа е предизвик кој што постои од како постои човештвото, сега е во некоја друга форма. Младите треба да се насочува, треба да се едуцира, треба да се разговара со нив, треба да свата дека е поубаво да земе и лош цртеж да нацрти, отколку да преку софтверот да направи гениален, нели, Пикасов цртеж, зашто може и тоа да го прави.
дека е најубаво да напише за писмена работа, да ја прочита книгата пред се, нели? Тоа се возрастните што треба да прочитаа книгата, нема да ти нарачаме раскажана лектира, туку да прочитаа лектирата и нема зошто да бараш помош од компјутерот. Сенди, тие 5 реченици што ќе напишеш се повредни отколку тоа. Се додека има генерации кои што има кој да ги насочи, не треба да се плашиме за младите. Сега, футуристички ако гледаме, не знаеме како ќе биде. Можеби па работите ќе се свртат сосема на друга страна, никогаш не знаеме, нели, како и што ќе се случува. Во секој случај, мислам дека со разговор, еве, сакав да направим ова отугеноста, тие предизвици, замки, сето тоа да се позборува, меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, со широко отворени очи, вештачката интелигенција е нешто што е создадено и се создава низ векови од човекот и мислам дека само осознавањето, знаењето и осознавањето на животот, на светот, на науката, на сето тоа овозможува во овој свет никој да нема влијание на човекот, па ни на младите луѓе. Ти благодарам за овие опсежни одговори. Мислам дека во голема мера го објаснивме феноменот на вештачката интелигенција и неговата партиципација во комуникацијата. Се надевам дека со развојот на вештачката интелигенција и на новите алатки на вештачката интелигенција ќе имаме уште многу прилики да разговараме. Јас со задоволство ќе те угостам во секоја наредна прилика затоа што си прекрасен и одличен соговорник. Ти благодарам уште еднаш за твоето гостување и ти посакувам многу успех во работењето. Секако благодарам на поканата. Мило ми беше што еве и се запознавме, ја забаве, имав можност да споделам некој мој како комуниколог, нели, во ова област, во област која што работам со години, поготово со деца и млади, да споделам некои своји искуства, знаења, насоки, кои што верувам дека барем на еден мал дел, нели, ќе им помогнат понатаму. Апсолутно, ти благодарам. Благодарам. Префиксот вештачка интелигенција во голема мера ги создава заблудите и ја верзијата која што луѓето ја имаат кога ќе се сретнат со поимот и терминот вештачка интелигенција. Сепак вештачката интелигенција не е толку голем проблем затоа што таа е производ или продолжение на природната човечката интелигенција и на некој начин обид човекот да ги дополни сите собствени недостатоци или да направи еден универзален математички јазик во кој што ќе се преведе свеста и ќе може подобро да се разбере како функционира човечкиот ум, човечкиот јазик и секако човечката заедница. Затоа вештачката интелигенција може да се користи и да го замени човекот во голем број на области, олеснувајќи му го животот и неговиот собствен пристап во разбирање на човечкиот род, но сепак, како што видовме од денешниот разговор, вештачката интелигенција, особено нејзината претерана употреба во комуникацијата, може да создаде и негативни појави, како што е отуѓувањето, односно алиенацијата, особено во период на пубертет, односно период на адолесценција, кога младите луѓе и децата имаат нужна потреба од врсничка комуникација, непосредна комуникација, идентификација со сопствената група и секако развивање на својот личен идентитет. Ја следевте емисијата Мој збор на тема нови облици на комуникација, создадени под влијание на софтвери на вештачка интелигенција, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота. Се гледаме!